Поголеми субвенции и помош за развој бараат пчеларите. Велат дека државата во еден дел го помага пчеларството, но се уште има простор за развој на оваа гранка. Како пример ги посочуваат праксите од европските држави. Многу тешко е. Ако споредиме со другите, да кажеме, земји, ето да ја земеме Турција. Турција, во споредба со нас, нашата држава дава негде околу 15 евра за пчелно семејство како субвенција. Турците дават 50 евра и плюс 5 евро од кило предадено на некоја организација која после го пласираме до било дека. Ако ја земеме една Холандија, една Норвешка, тамо само да изразете желба дека сакате да бидете пчелар и да се бавате со таа дејност, сичко ви дават на тасна, што викаме. Значи, ви дават место дека ќе ги гледате пчелите, ви дават прибор, алат за одгледувањето на пчелите, има заштита на здравствена заштита на самите пчели. Катранџиев смета дека недоволно се искористени и партфондовите, пред се поради тоа што парите се рефундираат откако ќе се реализира проектот. Поради неможност финансиски 100% да ги покријат првичните инвестиции, пчеларите треба да бараат кредити. Со тоа, смета Катранџиев, искористувањето на европските фондови не е атрактивно пред се за младите пчелари кои почнуваат свој бизнис.